Средбата со модната конфекција Стибо е секако посебно доживување. За овој комбинат, што е еден од водечките во оваа стопанска гранка во земјата, уште на почетокот еве неколку податоци кои импонираат. До крајот на годинава на 150 работници ќе им бидат доделени станови, а до крајот на 1980 година се предвидува секој работник да има стан. Сите ученици, чии родители работат во Астибо, а нив ги има 600, од прво до четврто оделение добиваат бесплатни учебници, а годинава првпат ќе бидат доделени и студентски кредити на сите студенти, деца на запослени во оваа модна конфекција. Во кругот на Астибо со сопствени средства ќе бидат изградени детска градинка и амбуланта. Ете, тоа се само неколку податоци за луѓето и за Астибо. Астибо, нивниот дом, стварност и иднина, работните луѓе сето тоа за Астибо или заедно тие се едно тело и еден дух. Може би е тоа едноставно и грубо речено, но тоа е целата вистина. Целосната грижа за работниот човек и неговата грижа за колективот. Нашата работна организација е основана 1962 година како конфекцијски погон при памучната индустрија Македонка. До 1967 година таа броела 350 вработени и со исто толку загуби во нејзиното работење. Во 1967 година таа се издвојува во самостојна работна организација и тогаш се појавува на југословенскиот пазар како модна конфекција Астибо. Од тој период па науму почнува интензивниот развиток на Астибо како во поглед на растежот на нејзиниот асортиман, така и во поглед на нејзината експанзија на домашниот и иностранскиот пазар. По прво време работната организација произведувала исклучиво кошули за домашниот пазар и нешто за извоз, меѓутоа денеска структурата и обемот на производство се такви да нашата работна организација ја бројуваат во редот на најголемите конфекционери, конфекцијски куки во нашата земја. Денеска нашата работна организација брои околу 3200 вработени, од кои околу 2600 вработени се во Штип, а останатите се вработени во нашите дислоцирани погони во општините кои гравитираат кон нашата општина. Работната организација е организирана во 8 основни организации на здружен труд и 3 заедници на стручни служби. Основните организации се 6 во областа на производството. Една е прометна, тоа е Астибо Комерц, и една е од областа на услужните дејности, тоа е ресторанот за општествена исхрана. Во поглед на структурата на производството, нашата работна организација произведува во главном асортимани од лесната конфекција, како машки, така и женски асортимани. Денеска основа на производството од нашата работна организација и натаму го чинат производството на кошули, меѓутоа се повеќе почнуваат да доминираат и останатите асортимани, како што се женските фустани, блузите, детската конфекција, капачки од прибор, вратоврските и така натаму и така натаму. Нашето производство во главно е ориентирано за извоз со околу 68% и околу 32% се произведува за домашниот пазар. Инаку, дневната продукција на Астибо изнесува некаде околу цирка 32.000 конфекцијски единици во целиот асортиман, машки и женски. Структурата на реализацијата е таква да преку 70% од вкупната реализација се остварува на домашниот пазар, додека 30% се остварува од извозните работи. Ваквиот однос во вкупната реализација се јавува као објективен фактор со оглед на цените кои се остваруваат во извозот, и ако се има предвид фактот дека околу 90% од извозната активност се врши преку лон работите.
Prosečните lični доходи на вработените се движат некаде измеѓу 210-220 илјади стари динари, со тоа што треба да се спомене, тоа е нето личниот доход што работникот го прима, посебно не вкалкулирајќи ги сите останати трошкови и придобивки кои нашите вработени ги остваруваат преку политиката на општествениот стандард на работната организација. Социјалната карта за 2000 работника изработена строго во погонот во Штип, додека во останатите погони таа е изработена, но не е простудирана. На овој елаборат работено е година дена и се утврдени сите елементи од социјален и економски карактер на сите вработени во Астибо. Од тука произлегуваат одредени задачи кои што треба да се решат во периодот до 1980 година. Како прво, стамбените проблеми на сите оние кои што имаат потреба за стан, веднаш да нагласиме дека сега за празнициве ќе бидат вселени 150 работнички станови, а едновремено ќе се отпочне со градба на уште 200 работнички стана. Како второ, детската заштита, која што е зацртана во среднорочниот план на Астибо, а сега на 8 ноември ќе биде и удрен камен темелникот на истата во кругот на фабриката. Односно ќе биде удрен камен темелникот на детската установа во кругот на фабриката. Здравната станица е осмислена со градба на здравна амбуланта во кругот на фабриката. Кадрите се и остануваат главна преокупација на Астибо. Досегашното стипендирање на студенти за потребите на Астибо преминува во кредитирање на сите деца на Астибови работници кои што имаат желба да го продолжат своето школување на висшите и високите школи. Добивањето на бескаматни кредити ќе биде во висина од 60 до 80 илјади стари динари, а по завршувањето на образованието, студентите не се обврзани да се вратат назад на работа во нашата работна организација. Секоја година се обезбедуваат бесплатни учебници на децата на астибовите работници од основното образование, а пред секоја нова година се обезбедува школска лектира на истите. Кога побаравме соговорници за оваа наша емисија, ни рекоја земете ја Дима Јованова. Таа е добар работник, одличен другар. Со еден збор, таа ги поседува сите оние квалитети што го красат еден извонреден човек и работник. Речете ни, колку долго сте веќе во 9 години работам во Астибо и сум задоволна од работата што работиме и мислам дека примерно еднаш сум наградувана како добра работничка, сум работила во Астибо и мислам дека и другите се задоволни од нашата работа што работиме. Вие сте мајка. Мајка сум на 3 деца, имам една ќерка Женета, а една имам во Белград која студира на 2 година археолошки факултет. Поднесуват документи за кредит да ми одобрат за 2 година и обеќаваме дека ќе ми одобрат кредит за 65.000 динари. Дали сте задоволни од грижата за работниот човек во вашата организација на Сдружен труд? Задоволна сум од грижата на работниот човек на организацијата. Добро, се е уред. Наш следен соговорник е Виолета Трајанова. Колку долго сте во Астибо? Јас сум долго во Астибо, 14 години и сум добра работничка, била сум наградувана и сега ми е добро. Дали сте задоволни од условите за работа, од наградувањето во Астибо? Задоволна сум и така пожелувам на сите да бидат добри и да ги наградуват. Бидејќи вие сте наградувана работничка, односно бригадирка, дали е тешко да се биде бригадир? Па, сметам дека не е тешко. Може има некои проблеми, али може. Кои особини ги поседува бригадирот? Што треба? Со што треба тој да се одликува? Па, треба на сите да ја даеш работа, да ја покажеш, да ја викнеш механичар Добро да се и работи. добро да се работи. Вие сте секако и мајка, како ги решавате проблемите на релацијата родител-работник? Јас ги решавам проблемите, имам дете кое го носам во градинка и сум многу задоволна. Веќе 3 години го носам тамо и сметам дека е добро тамо, оставам го кај свесни луѓе што секогаш го воспитуваат. Детето не е на улица, не му берам гајле. Така што додека сте на работа не мислите на него, туку на работата. Да, тамо е целодневен престој, сметам дека е многу добро. И затоа мислам дека Астибо Со изградувањето. со изградувањето на
детска градинка ќе може да постигне и да ги реши проблемите на сите мајки. И мислам дека тоа не е лошо. Самата младост на колективот, ако во просек знаеме дека вработените во Астибо се негде на околу 24 години старост, тоа ни наметна уште пред 4 години да мораме да размислуваме за збринување на сите нивни нерешени прашања во својот живот. Со тоа што уште во 1973 година, кога имавме само 3 општествени станови, моравме да размислуваме за овој проблем брзо да го надминуваме. Па така сите вработени во Астибо се договориме да реализираме една солидарна сабота, со тоа што еднодневната заработувачка за секој вработен моравме да ја внесуваме во овој стамбен фонд и така да во наредната година веќе имаме 40 солидарни станови кои ги доделивме на нашите најзагрозени по ово прашање. Ова акција секој дека не престана со оваа солидарна сабота, меѓутоа таа се и понатаму продолжи со тоа што моравме да издвојуваме 10% за оваа намена и да решиме уште наредни 150 станови кои во текот на оваа година треба да бидат предадени на нашите вработени. Ово е во план на сите општествено-политички организации во Астибо и на самоуправните органи да до крајот на 80 година, ако тој не возможат нашите желби и можности, да сите стамбени прашања од прилики преку 90% бидат разрешени. Што за вас значи солидарната работна сабота? Солидарната сабота за мене, мислам дека многу значи. Тоа не е само за мене, него и за сите општо тука вработени. Тоа се средства кои ги одвојуваме од нашите лични доходи. Тоа е една дневница, кои средства ги користиме за изработка на станови, за детска градинка и наравно дека во случаи кога ни се потребни за помош на некои работници, дека и од тие средства можеме да одвоиме. Имавме случај сега со една работничка на која мажи беше на лекување и ние одвоивме од солидарната сабота средства кои ги доделивме за да тој биде излечен и да се исплати. Останува само да ни се представите. Се викам Зикова Пиха, работам во Машка моделара како шивач на узорци. Додека ја снимавме оваа емисија, дојде време за ручек. Дојдете во нашиот ресторан Непоканија да видите каков убав ресторан имаме. Делукс категорија, додаде едно русокосо момче смејки се. Но тоа е навистина така. Ке видите. Вие сте главен кувар во кујната на Астибо. Како ви оди работата? За сега оди работата, бидејќи увек работа во меза има доволно и доста работа. Нашата работа е напорна, увек и така, бидејќи спремаме негде за 2500 души. Топли оброк. Тоа има јадења, 2 врсти, имаат избор. У неделата имаат 2 пати салата, имаат воќе, имаат сладки, супа и да. Што се случува ако го снема она јадење што повеќе се бара? Па има увек 2 јадења и тоа ако едното не стане кој е подобро, луѓето протестираат, ама ќе добијат следниот пат. Она што останува. Она што останува мора да го добијат, да земат јадење. Дали сте задоволни вие од работата тука? Па да, задоволни сме бидејќи имаме и добри примања и добра работа. Нова менза и така работата оди за себе. Ви пожелуваме добри јадења да правите нормално. Многу фала, благодарим. Астибо може би не е прв кој воведува ударништво во нашата земја, меѓутоа минатата година со донесувањето на самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи се дојде до една оваква идеја која би го стимулирала уште повеќе директниот производител, особено оној на кој му е лесно мерлив трудот. А тоа се однесува за другарките кои работат на машина во шивална, аџустерките, да ако нивното просечно извршување на нормата е изнад 100%, ако тие биле редовни на работа, дисциплинирани, соодветно учествувале во работата на самоуправните органи, да бидат прогласени за ударници. Така, во самоуправната спогодба се договоривме да тоа бидат од секој производен програм, одреден број, што всушност ни
поузрочи и одредени потешкоти, бидејќи меѓу големиот број на директни производители кои што ја исполнуваат нормата изнад 100%, тешко може да се изберат на вистина најдобрите. Резултатите беа видни веќе првите месеци, бидејќи тој број постојано растеше и конечно видовме дека не е тоа фама да се во една конфекцијска гранка постигнат и многу подобри резултати отколку што ние бевме научени на тоа. Така, во самоуправната спогодба се одлучивме да на крајот на годината од тие најдобри работници избереме и 15 кои ќе добијат наименование ударник на Стибо, а работниот колектив ќе им се одолжи за нивната марлива работа со златна значка. Една од грижите за работниот човек во Стибо и одморот и рекреацијата на луѓето. Луѓето од Стибо повеќе одмараат во Охрид, а тоа им помагаат и да соберат нови сили за работа. Одмараме повеќе во Охрид, во Литовашта младост и Партизан, каде што Стибовите работници добиваат, можат да го исплатаат тоа на повеќе месеци. Уствари, тоа е како кредит им доделува Стибо на нашите работници. Колку долго работите во Стибо и кое е вашето работно место? Во Стибо работам 9 години. Моје работно место е на шивачка машина, штирцење на крагни. Задоволни ли сте од работата? Многу сме задоволни, а посебно е добро тоа што работиме во добри услови, во чисти погони, со најмодерни машини и... Здравието не ви е? Да. Не е загрозено? Да. Се наоѓаме, драги гледачи, во погонот за машка конфекција или како што тука едноставно тоа го нарекуваат погон за мажи и во него исклучиво работат млади девојки. Може би затоа нивната работа, нивниот труд, нивните кошули се толку добри, вредни, меѓутоа конкретно за тоа ќе ни речат самите тие. Се извинуваме што за момент ве прекинуваме во вашата работа. Представете се на нашите гледачи. Јас се викам Шапкова Штерина. Што е вашата работа? Што во конкретно работите? Работам јас на обична машина, штирцам крагни. Дали е тешко? Не е многу тешко. Дали сте задоволни од работните услови, од наградувањето? Да, јас сум задоволна затоа што до сега сум наградувана 2 пати ова година. Среќни сте за тоа? Да. Што е конкретно за вас среќата? За мене среќата е да добро работиме, да имаме доволно работа, да бидеме добри спрема нашите мајсторици, бригадири и така натаму. Тоа значи колку подобро се работи, подобро се заработува, подобро се живее, не? Да. Ви благодарам. Се извинуваме што ве прекинуваме во вашата работа. Представете се. Јовеме Снежана. Колку долго сте во Астибо? 10 година више. Што вие конкретно работите? Јас работам на иста операција скоро со неа во друга бригада само сум сега. Сега моментално работиме на иварштепна капачење за џепови. Бидејќи сте веќе една деценија во Астибо, кои се вашите судови, забелешки, ставови за работата, за меѓучовечките односи, за наградувањето во Астибо? За наградувањето можам да кажам дека се одвива добро. До сега личните примања се на висина на скоро на конфекцијските куќи во Југославија. Имаме прогласувано, секој месец се знае дека се во Астибо се прогласуваат ударници. Исто така јас сум прогласена за месец февруар за ударник, а исто така имам добиено и 8 ноемврска награда за 74 година. Убаво е во Астибо, меѓу ведрите и вредни ударници, во чистите и светли хали. Убаво е зашто насекаде диши и живее, насекаде те обкружува она едноставна човечка топлина и непосредност.
Меѓутоа, човек честопати не е во можност да ги најде вистинските, правите зборови за она што ќе го почувствува и доживее. А овие работни луѓе тоа најдобро го прават. Тие повеќе зборуваат за Астибо отколку за себе и за своите семејства. На тамошните заклучоци и размислувања им ги препуштаме на нашите гледачи. Вие сте председател на Фабричката конференција на Сојузот на социјалистичката младина. Речете ни, како е учеството на младите во самоуправните органи на Астибо? Младите работници со своето ангажирање на своето работно место и во активностите на општествено-политичките организации во колективот ја стекнаа довербата на своите соработници и голем број од нив се избрани во самоуправните органи на нашиот колектив. Тие сами работат, одлучуваат и можеби тоа е и причината што Астибо го достига овој растеж. Младите се носители на целокупниот растеж на Астибо. Младинската организација, Сојузна социјалистичка младина при Астибо, во своите активности, особено место му посветува, важност му посветува на продуктивноста, на прашањето на продуктивноста на трудот. При тоа тие ги решават прашањата преку лично ангажирање на младите работници на своето работно место, како и со подобрување на организацијата на работењето. Сојузот на социјалистичката младина особено внимание му посвети и на припремањето на младите работници за прием во ЕСКА, како и за активно делување во самоуправните органи. Конкретно, какво е членството, учеството на младите во Сојузот на комунистите? Па од околу 500 членови на Сојузот на комунисти во фабриката, 80% од членовите се млади работници. При тоа приемната политика е таква да во ЕСКА се примат проверени млади работници кои се поминале преку сите форми на образование марксистичко и самоуправно образование кои постојат кај нас во фабриката и градот, и оние работници кои се покажале посебно на своето работно место, работници ударници кои постојат кај нас доста. Што се однесува до идниот развиток на Астибо, пред себе сакал да истакнам неколку важни компоненти, неколку важни правци во кои Астибо ќе се развива во наредниот период. Наиме, главните влагања, инвестициони, кадровски и така натаму во наредниот период ќе се одвиваат во правец на развивање и натамошно јакнење на асортиманите во женската конфекција, понатаму во детската конфекција и во спортската опрема. Очекуваме уште во идната година асортиманот во женската конфекција да биде проширен, зголемен со оглед на тоа дека веќе уште сега се склучи неколку вонредно големи аранжмани со странски фирми, како во поглед на производство за нив, така и во поглед на обезбедување на техничка и друга помош од страна на истите.